Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе ги видиме условите кои влијаат врз поместување на рамнотежата на одредена хемиска реакција, односно кои влијаат врз положбата на хемиската рамнотежа. Нели, како што видовме во минатото видео, не сите хемиски реакции мора да течат до крај, така некој соединение X да се стигне од одредено соединение Y, него има голем дел од хемиски реакции каде што например одат во една насока, стигаат всушност до Y, но истото може да тече и во обратната насока. И ова, како што рековме, се случува се додека не се впостави некоја си хемиска рамнотежа. Сега, за да знаеме во која насока ќе се движи хемиска реакција, односно мислам тоа ќе се постави хемиска рамнотежа при одредено количество, односно одредена концентрација на дадените реактанти или продукти, но сепак ние можеме да влијаеме со промена некои надворешни, мислам со некои промена некои параметри во системот во кој се одвива хемиска реакција, така што ќе ја наведеме да се движи кон нејната страна, барем со даден временски период, или кон другата страна. И факторите кои можеме да ги промениме се всушност концентрација, можеме да промениме притисок, брежиме со P, и можеме да ја промениме температурата. Сега, кога вршиме промена на кој било од овие параметри, дали концентрација, притисок или температура, таа промена ја вршиме или врз Y, или ја вршиме врз X. Така, значи промената се врши врз еден од учесници на оваа вкупна хемиска реакција, дали врз продуктите или реактантите. И има едно правило на каде ќе се помести рамнотежата на реакцијата, значи на пример да речеме дека извршиме некаква промена, дали концентрација или притисок или температура на Y. И сега од каде знаеме дали рамнотежата ќе се промести да оди кон X или пак повеќе ќе иде кон Y. Се зависи од тоа каква е промената која сме извршили. Има едно правило кое го извел овој човеков кој дека лева на сликата, Le Chatelier, односно Le Chatelier, или на англиски Le Chatelier напишано е. И дефиницијата кој он ја постулирал гласи вака: при промена на експерименталните услови на систем кој се наоѓа во рамнотежа, рамнотежата ќе се помести во насока за да ја намали или елиминира промената која сме предизвикале. Например, ако ја зголемиме концентрацијата на Y, така ја зголемиме концентрацијата, во тој случај хемиската рамнотежа ќе се помести кон лево со цел да се зголеми концентрацијата на X, а да се намали концентрацијата на Y. Значи ние ако ја зголемиме концентрацијата на Y, рамнотежата ќе се помести на тој начин што да ја намали оваа промена. Значи ние ако сме ја зголемиле, рамнотежата ќе сака да ја намали. И на тој начин можеме да определиме кон која страна ќе се сврти рамнотежата. Добро, сега ќе видиме како влијае концентрацијата врз поместување хемиска рамнотежа со конкретен пример. Значи ќе ја земеме хемиската реакција, што имаме 2 SO2 кој реагира со O2 молекуларен кислород. И имаме хемиска реакција која се наоѓа всушност во рамнотежа, каде што се добива SO3, две молекули. Сега ако би го запишале KC на ова, тоа би било KC е еднакво на C од SO3 на квадрат, ќе имаме дека 2, врз C од SO2 на квадрат плюс C од O2. Нормално дека бележиме на квадрат, бидејќи имаме 2 пред молекулите стејхиометрискиот коефициент, а бидејќи реакцијата се одвива во еден чекор, така да X и Y би биле еднакви на стејхиометриските коефициенти. И ова би било KC. Сега, што би се случило ако во даден систем го зголемиме количеството, односно ја зголемиме концентрацијата на сулфур триоксид? Како што рековме, спрема принципот на Le Chatelier, системот ќе проба да намали промената која сме предизвикале. Така ние ако ја зголемиме концентрацијата, системот ќе проба да ја намали. А како ќе ја намали? Со тоа што реакцијата ќе тече кон лево. И ова ако би го виделе со бројки, да речеме дека имаме еден систем, бележиме вака, и ќе бележиме S1, каде што од дадените гасови кои ги имавме преходно, значи SO3, SO2
и О2 имаме дадени количини, каде што од СО3 имаме 0,068 мол. Од СО2 имаме 0,032 мола, додека од кислород, молекуларен кислород, имаме 0,016 мол. И да речеме дека овој систем се одвива оваа хемиска реакција која разгледавме горе и дека веќе постигнал рамнотежа. Така, значи овој систем се наоѓа во хемиска рамнотежа и да речеме дека сега од кога е постигнал хемиска рамнотежа додадеме од надвор, значи да речеме дека овде има некој си вентил, така има одреден вентил и ќе можеме да додадеме одреден газ и додадеме СО3, додадеме околу 0,1 мол. Сега, ако не очекуваме да се промени хемиска рамнотежа, тоа што би требало да се случи е всушност да имаме од СО3 да имаме 0,168, така, и овие другите ќе си останат исти, СО2 ќе остане исто и О2 ќе остане исто. Но бидејќи не останува хемиска рамнотежа каква што била, така, секогаш кога ќе направиме промена на експерименталните услови, во овој случај промената е додавањето на СО3, односно ја зголемуваме концентрацијата на СО3, поради тоа самиот систем ќе сака да ја намали. Така што нема да бидат овие бројки, така кои би се очекувале, него ќе бидат следниве. Тоа ќе запишеме вака. Значи од СО3 ќе имаме околу 0,146. Од СО2 ќе имаме околу 0,054, додека од О2 ќе имаме 0,027 и ова се моли. Така, мол. Сега, како што може да видиме, кога сме го додале количеството на СО3, сулфур триоксид, не го добивме овој резултат. Мислам, тој првично бил овој, но бидејќи се поставува нова хемиска рамнотежа, од која ќе се случи промената, од 0,168 дел се претворило во СО2 и во кислород, односно хемиската реакција тргнала кон лево. И затоа добиваме од СО3 0,146, а не 0,168. Значи добиваме 0,146, СО2 ќе биде 0,054 и кислород ќе биде 0,027. И ова е принципот на кој работи поместувањето на хемиска рамнотежа при изголемување концентрацијата на една од страните, така дали на реактантите или на продуктот. Значи повторно. Додаваме СО3, додаваме 0,1 мол и првично се случува ова, ама тоа не се задржува, него се почнува да се поставува нова хемиска рамнотежа и на крај завршуваме со ова. Односно, спрема овој резултат, забележуваме дека хемиската рамнотежа се поместила кон лево, бидејќи се зголемиле вредностите на ова и ова. И на тој начин, како што реков, работи поместувањето на хемиска рамнотежа, користејќи промена на концентрацијата од додавање на одреден супстрат. Во наредното видео ќе видиме како влијае притисокот и така. Добро, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.